Meksiko, 1810 година. Предводени од Идалго, обесправени, гладни, безземјашите се дигнаа против шпанските колонизатори, домашните големопоседници. Под знамето на девицата од Гвадалупа, Идалговите коњаници го напуштаат Долорес и заминуваат да го шират низ земјата пламенот на бунтот, кој набрзо прерасна во масовно селско востание и војна за независност. Филмот се уште не бил измислен во 1810 година и затоа Идалговиот поход е реконструиран и овековечен 100 години подоцна во чест на јубилејот на борбата за независност. Раскошната прослава на Денот на независноста во 1910 година е во знак на славата на диктаторот Порфирие Дијас, кој што туку е избран за претседател на Мексико 6-ти пат поред. Со помош и поддршка од благородништвото, црквата и странскиот капитал, тој е скоро 40 години неприкосновен господар на Мексико. Почесното место во празничната поворка му припадна на тесниот круг пријатели со кои диктаторот е поврзан со цврста мрежа на заемни интереси, чија верност знаеше богато да ја награди. За време на Дијасовото владење во така нареченото оградување на необработената државна земја, неколку десетици најмоćни големопоседници приграбија за себе скоро 50 милиони хектари, грабајќи често и земја што ја обработуваа селските индијански заедници. Некои од нив во своите имоти имаа цели држави од 4, 5 па и 7 милиони хектари. На крајот на празничната поворка минуваа индијански војни, шпански освојувачи и француски коњаници, прикажувајќи го символично континуитетот на Дијасовиот режим со историјата на Мексико. Три векови на шпанската колонизација не можеа да ги избришат трагите на една импресивна цивилизација која својот врв го достигна во 14-тиот и 15-тиот век. Стариот свет беше вчудовиден од откритието на величествените пирамиди, храмови, палати, збунет од уредените градови, скапоценостите и уметничките творби на староседелците. Пред шпанското освојување Мексико го населуваа разни индијански племиња, од кои најмногубројни и најзначителни беа толтеците, маите и астеките. Тие безпрекорно ја познаваа вештината на градење, имаа сликовно писмо кој до денес не е одгатнато, економиката им се базираше врз релативно напредното земјоделство, а општеството им беше организирано на принципот воена демократија. Во почетокот на 16-тиот век, Фернандо Кортес го разурна царството на астеките и му ја наметна на Мексико власта на шпанската круна меч и крст. Полни 3 века Мексико беше најбогата и најсурово ограбувана шпанска колонија. Сепак, насилието, безмилосните грабежи, тешката работа и драконското казнување на секој отпор не можеа да го задушат слободарскиот стремеж на подчинетите и обесправени селски маси. Идалговото востание од 1810 набрзо прерасна во ослободителна војна, која заврши во 1821 со прогласување независност. Меѓутоа, кастата на земјопоседници го презеде водството во војната за независност, дури откако и помогна на шпанската круна да го задуши селското движење. Мексико стана монархија, потоа република. Председателот Бенито Хуарес кон средината на 19-тиот век спроведе напредни реформи, го задуши контрареволуционерниот бунт и ја разби француската интервенција. Царот Максимилијан Хабсбургски, натурен од французите, е заробен и стрелан. Колониализмот конечно е неповратно закопан. Земјата доби независност, но во животот на селанските маси кои на свој грб ја изнесоа ослободителната војна, не се внесени никакви вистински измени. Изменета е само фасадата и место шпанските колонизатори на власт дојде домашната аристократија која и самата најчесто води потекло од шпанското благородништво. На широките латифундии и меѓу урнатините на индијанските храмови повторно се јавија никулци на незадоволство и бунт.
Во почетокот на векот, целото и понатаму е најексплозивна зона на Мексико. Неколку илјади латифундисти поседуваат 97% обработлива земја. Преостанатите 3% ги делат околу 400 милиони селани без земјаши, принудени од зора до мрак да ги обработуваат по лињата на големопоседниците. Надницата која се плаќа во натура не може да ги покрие потребите на многочлените семејства на пеоните. Тие се постојани должници на големопоседниците, асјендадосите, кои на тој начин се поцврсто ги врзуваат за земјата и се посурово ги експлоатираат. Истовремено, во градовите од стопанската експанзија која ја донесе порфиризмот, отворајќи му ги ширум вратите на странскиот капитал, се создаде армија на пролетаријат. Во почетокот на Диесовото владење Мексико имаше само 43.000 работници, во почетокот на 20. век веќе ги има околу 800.000. Надворешниот изглед на престолнината, значително подобрен со Диесовата политика за урбанистичка модернизација, ја прикрива вистинската сила на економската состојба во земјата, која стана заробеник на неоколониализмот и на вистинската положба на армијата од пролетаријатот, која е принудена да работи 14 часови дневно за минимални надници без основна заштита. Неколку штрајкови се задушени во крв со помош на американски војници, повикани да ги заштитат интересите на странскиот капитал. Прв предизвик на диктаторот Диас му упати Франциско Мадеро, представник на либералната интелигенција кој спроти председателските избори во 1910 година истапи со платформата «Вистинско право на глас и нереизборност» и се кандидира за председател на републиката. Убеден дека диктатурата може да се урне по мирен пат, Мадеро упорно настојуваше да избегне револуција, сметајќи ја за национална несреќа. Паскал Ороско, припадник на радикалната опозиција под силно влијание на анархосиндикалистичките идеи, не ги дели Мадеровите илузии. Собира истомисленици, подготвува вооружено востание и истовремено стапувајќи во контакт со Мадеро. Спроти изборите, Мадеро за секој случај е уапсен и затворен под обвинение дека го поттикнува народот на бунт. Во меѓувреме, изборната фарса е завршена со шестиот последователен избор на единствениот председателски кандидат Порфирија Диес, кој ги доби скоро сите гласови. Франциско Мадеро, кој со кауција е пуштен од затвор, непосредно по изборите објавува така наречен план од Сан Луис, во кој изборите ги прогласува за ништожни и го повикува народот на востание. Диесовата војска започнува забрзано подготовки за задушување на евентуален бунт. Револуцијата уште не ни почна, а падна првата жртва. Убиен е Акилес Сердан, локален мадеристички водач од Пуебло. Сердановата смрт само ги забрза подготовките за востание. Во Диасовото Мексико феноменот на бандитизам секогаш имаше корени во борбата против неправдата. Франциско Панчо Вилја, водач на бандата на кратци, на добиток и отпадник од порфиристичките закони, се јавува на Мадеровиот повик и собира своји приврзеници во Санта Изабела. Емилијано Запата, огорчен Диасов противник и водач на селанското движење на југот од Мексико, собира своја војска од надничари. На 20 ноември 1910 година Паскал Ороско ја предводи првата оружена акција на мексиканската револуција против порфиристичките сили во Чивава. Востанието на Север Набргу се претвори во пожар на граѓанска војна која ја зафати целата земја. Обележје на востанието му даваат Вилја и Запата. Со нивна заслуга мексиканската револуција, поведена под абстрактната парола «Вистинско право на глас и нереизборност», прерасна во бунт на обесправените селски маси кои ја доведоа во прашање самата основа на системот собственост над земјата. Радикалната ориентација на револуцијата е изразена во така наречениот политички социјален план, кога го објавија водачите на востанието од јужните држави. Со планот Мадеро се признава како приверен револуционерен председател, но акцент се става врз неопходноста на економски и социјални реформи пред се на аграрен план.
Франциско Мадеро и неговиот министер на војната Венустијано Карансо влегуваат во освоени од Хуарес. Војната победа на револуцијата е обезбедена, но Мадеро и понатаму е подготвен за компромиси. Во преговорите е постигнато согласување за отстапување на Порфирија Дијас и образување на мешовита привремена влада. Меѓутоа Мадеро прифаќа и неразумна обврска да ја распушти револуционерната војска и на регуларната, всушност поразената Дијасова армија, би овозможил повторно да ја преземе контролата над целата територија. Револуцијата која се спогодува се убива самата себе си, предскажувачки ова Мадерово отстапување го протолкува Каранса. Во очекување на Дијасовата оставка, најавена за 25 мај, голем број граѓани на Мексико се собраа пред Конгресната палата. Диктаторот меѓутоа не се појави и огорчената маса се упати кон председателската палата, акламирајќи и извикувајќи пароли против Дијас. Колежот на демонстрантите пред председателската палата беше последен очајнички грч на режимот осуден на смрт. Утредента на 25 мај 1911 Порфирија Дијас е принуден да поднесе оставка. Во придружба на неговата свита, бившиот диктатор заминува во Веракруз, а оттаму со брод за Европа. Франциско Мадеро, водач на победничката револуција, тргнува на триумфално патување по земјата. Од Пуебло до престолнината на секоја станица го дочекуваат воодушевени маси кои во него гледаат творец на Ново Мексико. Се разбира, секој има подруга визија за тоа Ново Мексико, но сите веруваат дека со победата на Мадеровата револуција настапува голем момент на измена. Меѓутоа, Мадеро нема намера да се откаже од политиката на помирување и слободната демократска игра на чии правила е подготвен прв да се подчини. Неговото триумфално патување од Пуебло до Сиудад, Мексико, е замислено всушност како почеток на кампањата за председателски избори што ги распиша привремената влада и понатаму под контрола на представникот на поразениот режим. На 7 јули 1911 Мадеро влезе во престолнината. Изгледа дека револуцијата е завршена, но, напиша мексиканскиот историчар Хесус Силва Ерсок, сред народната веселба некои луѓе огорчени и полни со омраза, во сенка го чекаа моментот за освета. Председателските избори одржани во октомври 1911 година завршија со очекуваната победа на Мадеро. Меѓутоа, во состав на новата влада влегоа само двајца револуционерни представници, додека грото го сочинуваа министри од така наречените независни личности, влијателни и во времето на стариот режим. Некогашните Мадерови следбеници го обвинија дека почнал да владее со непријателот против пријателот. На југот на Мексико во меѓувреме започна нова фаза на револуцијата. Емилијано Запата одби да ја разоружа својата војска, се додека на селаните не им се врати земјата грабната во периодот на оградувањето. Огромно мнозинство мексиканци трпи страот на сиромаштија, а не може никако да ја поправи својата социјална положба, бидејќи малку раце монополизираме со земјата, планините и водата, се вели во Запатиновиот план од Ајала, кого го потпишале уште 40 на револуционерни водачи. Мадеро е обвинет дека ја предал револуцијата, се бара враќање на земјата која ја узурпирале сиендадосите, потоа конфискација на латифундиите на непријателите на револуцијата и експроприација на третина од сите останати латифундии. На Паскал Ороско, еден од најпопуларните генерали на револуцијата, потписници на планот на Ајала, му понудија председателска функција. Ороско по победата и судирот со Мадеро се повлече во Чивава како воен командант на областа. Под влијание на радикалната опозиција, аграристите и анархистите, Ороско ги отфрли Мадеровите идеали за демократска политичка игра и создаде на север на земјата силна, потпирна точка на антимадеристичко движење, од чија програма се бара спроведување на аграрни и социјални реформи. Врз тие основи, во март 1912 Ороско поведе оружено востание против Мадеровата влада. За неколку недели оросковите бунтовници ја зазедоа скоро целата држава Чивава.
Madero odednaš se najde među dva revolucionerni ogna, Orozco na sever i Zapata na jug. Međutim, dodeka Zapata vodi uspešna gerilska vojna protiv federalните trupи, Orozco nevнимателно се впушта во фронтален судир. Во отворена борба со регуларните сили што ги предводеше генерал Уерта, Орозковите трупи претрпеа неколку тешки порази за конечно да бидат целосно разбиени. Победата над бунтовниот Орозко му влеа нов оптимизам на председателот Мадера. Во својот втори последен говор пред Конгресот Мадеро рече: да се надеваме дека Мексико од сега ќе живее во постојан мир, бидејќи принципот на вистинско право на глас и нереизборност е најдобра гаранција за функционирање на републиканските институции. Меѓутоа, ова абстрактна концепција на демократија не може веќе да ги задоволи очекувањата на селските маси, ниту да го смири нетрпението на реакцијата која во Мадеровото компромисерство и неговите пресметки со довчерашните револуционерни сојузници виде шанса во Мексико да го врати старото уредување. Пристаништето Вера Круз беше првото боиште на контрареволуционерниот удар против Мадеровото владење. Сметајќи дека настапил моментот за обновување на порфиризмот, внукот на соборениот диктатор Феликс Диас разбунтува два батальони во Вера Круз и упати на земјата план под девизата «Мир и праведност». Но неговата проценка беше грешна. По неколку дена бунтот е задушен, федералните трупи ја зазедоа Вера Круз, а бунтовниците се уапсени. Инспираторот на побуната Феликс Диас исто така е уапсен и осуден на смрт. Меѓутоа, тоа што започна во Вера Круз продолжи 3 месеци подоцна во престолнината. На 9 февруари 1913 година, првиот ден од периодот кој во историјата ќе остане забележан како трагична декада, бунтовниците ги ослободи од затвор Феликс Диас и другите учесници на неуспешниот удар во Вера Круз. Откако е одбиен нападот на председателската палата, побунетите се забарикадираа во Сјудадела. Мадеровите трупи под водство на генералот Уерте водеа жестоки борби со побунетите од Сјутадела, кои успеа да се утврдат и во неколку околни улици. Центарот на престолнината се претвори во огромно боиште. Борбите продолжуваа од ден на ден, но побунетите дава отпор. Двоумењето на Уертино да изврши решителен напад на многумина им стана сомнително, додека конечно не се разбра дека всушност тој им дотура на опколените бунтовници храна и муниција. Четвртиот ден од бунтот стапи на сцена американскиот амбасадор во Мексико Хенри Лейн Вилсон. Под заштита на американското знаме, Вилсон го посети Мадеро во председателската палата, потоа Уерто во Сјудадела, со барање брзо да се најде решение, бидејќи состојбата, како што рече, стана неподнослива. Вилсоновото барање е подкрепено со закана за истовар на маринци од американската флота, која веќе се наоѓа пред Вера Круз. Конечно, врв на Вилсоновото мешање во внатрешните работи на Мексико беше ултиматумот со кој се бараше неодложна оставка на Мадеро. Во меѓувреме, центарот на Мексико е претворен во урнатини. Генералот Уерто, откако предпладнето му се заколна на Мадеро на лојалност до смрт, истиот ден стапи во контакт со американскиот амбасадор и го запозна со планот за соборување на председателот. Последниот ден од трагичната декада Мадеро е уапсен, а генералот Уерто и водачот на бунтовниците Диас подпишаа пакт од Сјудадела, попознат како пакт од амбасадата, се разбира американски, во кој документот е составен. Взори на 23 февруари 1913 минувачите се собираа околу 2 камени могила на местото каде што се убиени Франциско Мадеро и неговиот заменик Пино Суарес, наводно при обид за бегство. Заедно со Мадеро се погребани неговите идеи за општо право на глас и нереизборност. Исто така се потиснати макар привремено и идеалите за општествена праведност и еднаквост со кои се инспирираа револуционерните селски маси. Првата фаза на Мексиканската револуција свирепо заврши. Откако го отклани
Мадеро, генералот Викторијано Уерто, официјално ја презеде функцијата шеф на државата, подкрепен од старата порфиристичка армија, десницата во Конгресот и компактниот класен фронт на банкари, крупни индустријалци, крупни трговци од свештенството. Револуцијата е запрена, но во земјата се врати атмосферата на терор и прогонство. Уерто, рече сенаторот Балисаро Домингес, бескрајно ја влоши состојбата заради средствата со кои се служи, убивање и истребување на сите кои не ја симпатизираат неговата влада. 2 недели подоцна, сенаторот Домингес е уапсен и варварски убиен. Судирот меѓу диктаторот Уерто и парламентот заврши со распуштање на представничкиот дом и апсење на 83 опозиционерски пратеници. Во знак на протест, Сенатот донесе решение за собствено распуштање и така Мексико остана без законодавна власт. Меѓутоа, Уерто беше убеден дека за владење му е доволна војската и затоа настојуваше што поцврсто да ја врзе за себе. Орденот на градите на генералот Бланке, некогашниот Мадеров соработник, представуваше награда за предавство. Некои делови од земјата сепак остана надвор од досегот на Диесовото стравично владење. Венустијано Каранса, гувернер на државата Коуеила, одби да ја признае власта на узурпаторот и од своето законодавно собрание доби мисија за повторно воспоставување на законитост во целата земја. Каранса ги собра револуционерните водачи и се постави на чело на конституционалистичка револуција против режимот на Уерто. Првиот документ на конституционалистичкото движење, планот Гвадалупа, исклучиво зборува за легалистичките основи за востание против власта на узурпаторот. Меѓутоа, макар што Каранса се обидуваше конституционалистичката револуција да ја задржи во тесни законски рамки, некои револуционерни водачи почнаа уште тогаш на териториите под своја управа да спроведуваат први скромни програми на социјални реформи. Првата поделба на земјата за време на револуцијата ја организира генералот Лусио Бланко, заповедник на полкот Слободниот Север. На своја рака, генералот Бланко ја подели земјата на наполичарите од Асиендите Лос Борегос од државата Тамаулипаз. Случката, се разбира, не му се допадна на Каранса, кој упорно настојуваше да ја спречи конституционалистичката револуција и да добие радикален пресврт. Во ек на конституционалистичката револуција против диктаторскиот режим на генералот Уерто, Мексико се соочи со нова опасност – американската интервенција и окупацијата на Вера Круз. Заскривајќи се зад познатата формула, не можам да го толерирам постоењето на режимот кој го загрозува мирот на континентот, Соединетите американски држави искористија еден беззначаен инцидент во заливот Темпико и на 21. април 1914 да извршат инвазија на Вера Круз. Мексиканците повторно се соочија со опасноста од север, чии размери ги запознаа уште во првата половина на минатиот век, кога Соединетите американски држави, ползувајќи го внатрешното превирање на земјата која што туку беше ослободена од шпанскиот колониализам, ги оттргнаа од Мексико Тексас, Калифорнија и Ново Мексико. Инвазијата со предходно одобрување на Конгресот ја нареди тогашниот американски председател Вудроу Вилсон. Своето моралистичко згрозување над Уертината диктатура, Вилсон го изрази со типично империалистички гест – барање Уерто да поднесе оставка. Откако Уерто го одби тоа, следеше интервенцијата. Во Мексико избиваат жестоки антиамерикански демонстрации. Диктаторот Уерто го ползува горчувањето на масите и се представува како жртва на странската агресија. Доброволците кои низ целата земја се мобилизираа за борба против американската интервенција, всушност ја зајакнуваа Уертината армија за судирот со карансините конституционалисти. Откако конечно и сам увиде дека со интервенцијата нема да постигне ништо, председателот Вилсон повика со преговори да се побара решение што би овозможило повлекување на трупите и би го сочувало американскиот образ. Преговорите започнаа на крајот на март во Нијагара, без присуство на представници на Каранса, кој на преговарачите и посредниците им даде до знаење дека однапред го отфрла секој услов за прекин на огнот на домашниот фронт.
Во меѓувреме, конституционалистичките сили ја разби армијата на Уерто. Диктаторот побегна од земјата уште пред американските бродови да ја напуштат Вера Круз кон крајот на годината. На 20. август 1914 во придружба на главните војни водачи на конституционалистичката револуција, Каранса влезе во престолнината. Во победничката поворка ги нема Панчо Вилја и Емилијано Запата, двајцата селански водачи кои многу придонесоа за Карансината победа, макар што никогаш не се согласиле да се вклучат во конституционалистичкото движење. Работникот Хесус Родригес му го предаде на Каранса револуционерното знаме на Франциско Мадеро. Континуитетот на Мексиканската револуција, прекинат со ударот на Уерто, повторно е воспоставен. Меѓутоа, Карансиновото упорно одбивање на барањата за економски и социјални реформи го доведоа во судир со радикалните селски водачи. Во октомври 1914 Панчо Вилја и приврзаниците на Емилијано Запата го придобиваат собранието на револуционерните водачи во Агваскалиентес за своите радикални идеи за социјални реформи. Чувствувајќи дека ја губи поддршката на револуционерните водачи, Каранса изрази подготвеност да се повлече под услов истото да го сторат и Вилја и Запата. Меѓутоа, собирот во Агваскалиентес веќе беше под контрола на запатистите кои ја одбија Карансијаната компромисна формула. Под нивно влијание, револуционерното собрание ја прифати оставката на Каранса и за привремен председател го наименува Еуларио Гутиерес. Истовремено, за да му се направи барем една отстапка на Каранса, Панчо Вилја формално е сменет од функцијата заповедник на Северната дивизија. Меѓутоа, Каранса одби да и се подчини на одлуката на собранието и соопшти дека и понатаму се смета за председател. Расцепот во самата револуција повеќе не можеше да се спречи. Земјата доби два председатела, Каранса, кој владее во име на конституционалистите, и Гутиерес, зад кој стои револуционерното собрание. Идеолошките судири во самата револуција набргу прераснаа во оружена пресметка на спротивставените фракции. Пред налетот на Северната дивизија, Каранса е принуден да ја напушти престолнината и заедно со својот штаб да се зацврсти во Вера Круз, каде што подготвува војска за конечна пресметка со радикалните селски лидери. Во ноември 1914 година Северната дивизија и ослободителната армија на југ ја зазедоа престолнината. Победниците секогаш се пречекуваат со овации, но овој пат улиците на Мексико доживеа експлозија на одушевување во чест на двајцата селански водачи кои представуваа олицетворение на револуцијата. По 4 години борба под знамето на аграризмот, двајцата револуционерни генерали прв пат се најдоа заедно на банкетот кој во нивна чест е приреден во престолнината. Тоа беше увод во спогодбата позната како пакт од Ксочимилк, со кој е договорена координација на двете движења, како и прифаќањето од страна на Вилја на планот од Ајала, кој во меѓувреме стана основен идеолошки документ на Мексиканската револуција. Во пактот од Ксочимилк за прв пат се појави девизата што ќе стане борбен извик на наоружаните селани – земја и слобода. Пред споменикот на првиот револуционерен председател Франциско Мадеро, кој го воведе во револуцијата Вилја, кој до крем остана приврзан, нескршливиот кентаур од север не успеа да ги запре чувствата. Веќе во јануари 1915, кога е обновена конституционалистичката армија под водството на генерал Алваро Обрегон, кого многумина го смета за еден од најгениалните стратези на Мексиканската револуција, на север започна кампања против Панчо Вилја. Напоредно со пресметките на бојното поле, Каранса поведи многу посуптилна политичка војна против Вилја и Запата.
сваќајќи дека законечна победа е неопходно да се придобијат селските маси и да им се одземе на Вилја и Запата монополот на аграристичките идеали, Каранса почна да спроведува умерени социјални реформи. Земјата на неколку латифунди е поделена на пеони, скратено е работното време и се зголемени надниците на работниците. Кругот на приврзениците на Каранса започна да се проширува. Во 4 големи битки Обрегон наполно ја разби Северната дивизија. Победата над Вилја Обрегонска ја плати. Неговите трупи претрпеа тешки загуби, а тој самиот во битката за Силао ја загуби раката. За победените немаше милост, само стрелање. Токму тој период од Мексиканската револуција подоцна е најмногу мистифициран и тенденциозно прикажуван како крвава прослава во кој, како да немаше идеи, додека судирот меѓу фракциите се сведуваше на смртоносна преградка на мексиканци опиени сами со себе. Мексико повторно излезе на улици да ги поздрави новите победници Каранса и Обрегон. Кон крајот на 1915 институционалистите контролираа 4/5 од територијата. Отпорот на север е неутрализиран и преостана само да се скрши Емилијано Запата и неговата ослободителна армија на југот, околу кој од ден на ден се повеќе се стегаше обрачот на конституционалистичките сили. Начело на преостанатите 1000 борци од некогашната Северна дивизија, која во периодот на својата кулминација броеше и до 40.000 луѓе, Панчо Вилја се повлече во Чивава. Војната со Обрегон заврши, но Вилја не го остави оружјето. Герилските напади на неговата коњица низ границите со Соединетите Американски држави, па и на самата американска територија, го наведува Вашингтон уште на една воена интервенција. Американските војници, предводени од генералот Першинго во мај 1916 преминаа на мексиканска територија во потрага по Вилја. Меѓутоа, Вилја вешто го избегнуваше секој фронтален судир, јавајќи секогаш, како што рече подоцна, на крајот на американската колона. Першинговата казнена експедиција се обиде да се пробие длабоко на југ, но е запрена од регуларната мексиканска армија. За да избегне поволен судир, Каранса нареди заробените американски војници со сите почести да се испратат до граница. Осамениот Вилја ја продолжи на север герилската војна за својата, можеби инстинктивна, но затоа прецизна визија за револуцијата и држава за сиромашните, во која сите средства би биле правилно распоредени. Дури 1918 по преговорите со генералот Мартинес, Панчо Вилја отстапи од герилата и се повлече на Асиендрата. И Емилијано Запата во меѓувреме принуден со остатоците од својата ослободителна армија на југот да се повлече во планините на државата Морелос, продолжувајќи герилската војна против конституционалистичката влада. Благодарение на локалната помош на селското востание, Запата вешто ги одбегнуваше замките и потерите, реванширајќи се со брзи и ефектни герилски акции. Тие години насекаде каде што поминуваше Запата, од најстарите села ни уште долго можеше да се чуе: "Да, господине, бев запатист, тие денови, господине, и камањата беа запатистички." Во декември 1917 Венустијано Каранса свечено го прокламира новиот мексикански устав, кој представува круна и синтеза на 7-годишната револуција. И покрај умереноста на Каранса и неговата влада, револуцијата беше доволно силна да го донесе најнапредниот устав во тоа време. Земјата, водата и сите природни богатства се прогласени за национална својна, прокламиран е принцип на аграрна реформа и е воспоставено напредно социјално законодавство. Каранса остана председател 2 години, а стабилноста на неговиот режим зависеше од поддршката и наклоноста на тројцата најистакнати војни шефови, конституционалисти, генералите Алваро Обрегон, Адолф де ла Уерто и Плутарк Елиас Калјесо.
Оружената револуција заврши, окончани се и борбите меѓу фракциите, но Мексико беше осуден уште многу години да доживува крвави грчеви потреси. Кога во 1920 година одби да им ја предаде власта на заштитниците и најави дека ќе истакне свој председателски кандидат, Каранса ја загуби довербата на триумвиратот. Отфрлен од власт, се обиде со председателскиот воз да побегне во Веракруз. Генералот Алваро Обрегон лично дојде да го види председателскиот воз уништен од експлозија. Соборениот председател убиен под околности кои до денес останале нерасветлени, макар што Обрегон вети енергична истрага. Со закопот на Венустијан Каранса на гробиштата на великаните на Мексиканската револуција е завршена уште една фаза на револуцијата. Меѓутоа, револуцијата продолжи да ги погребува своите херои. Емилијано Сапата, легендан на бунтовниот југ, е убиен за награда од 1000 песоси, колку што конституционалистичката влада му исплати на неговиот убиец. Еден од најпопуларните луѓе на револуцијата е погребен на скромни селски гробишта меѓу пеони за кои и со кои се бореше. Вториот легендарен водач Панчо Вилја маченички убиен во 1923 година. На неговиот автомобил од заседа пукаа 9 платени атентатори кои, како што се верува во народот, ги ангажирал генералот Обрегон. Потоа Вилја уште еднаш е убиен со исклучувањето од официјалната историја на Мексиканската револуција. Дури пред 10 години Вилја и службено е признат како еден од револуционерните водачи и творци на денешното Мексико. Денот на независноста во 1921 е прославен особено свечено во знак на 100 годишнината од победата над шпанските колонизатори. Од Мадеровото востание и почетокот на револуцијата поминаа 11 години и земјата конечно се смири. Мексиканците добија прилика да здивнат и да им се препуштат на силните задоволства од нивниот живот. Ситуацијата во земјата е под контрола на човек со цврста рака, генералот Алваро Обрегон. Работниците се опфатени со провладина синдикална централа, додека селските маси се придобиени со формирање национални комисии за аграрна реформа, чија што активност е рамна на нула. И покрај тоа, селото се успокои. Пеоните ги оставија пушките и се вратија да ги обработуваат по лињата на Асиенда досите. Сепак, всушност под Обрегон е остварен значителен продор на планот на народното образование. Дефинитивно е опфатена лаичката ориентација и се отворени голем број нови училишта, особено во селските подрачја. Макар што подчинетоста на синдикатот беше целосна, повремено сепак доаѓаше до ерупција на работничките незадоволства. Истакнатиот работнички водач Раул Проа доспеа в затвор заради организирање демонстрации. Историјата на револуционерната борба на мексиканските работници е овековечена на сликите од познатите муралисти Диего Ривера, Алфаро Сикеироса и Клементо Роско. Сојузништвото меѓу револуционерните влади и независните синдикати е раскинато со доаѓањето на власт на Каранса. Откако со своите 6 црвени баталјони се бореа на страната на конституционалистите, синдикатите, откако победата беше извојувана, бараа од Каранса порешителна политика за економски и социјални реформи. Оценувајќи дека настапил моментот на борба за еманципација на работничката класа, синдикатите се здружија во конфедерација, која како основен принцип ја прокламира класната борба, а како основна цел поопштествувањето на средствата за производство. Конституционалистичката влада меѓутоа на тоа одговори со брзо распуштање на црвените баталјони и разоружување на работниците. Генералниот штрајк кој е организиран во престолнината заврши со апсење на сите главни синдикални водачи. Набргу потоа Каранса објави драконски декрет со кој штрајкот се инкриминира како антипатриотска активност, заради која може да се изрече дури и смртна канза.
Привидниот мир кој настапи со доаѓањето на власт на Обрегон траеше неполни 2 години. Пред крајот на Обрегоновиот мандат се распадна триумвиратот, разјаден со внатрешна борба за лична превласт. Два члена на некогашниот триумвират ја задушија побуната на третиот, Каљес го наследи Обрегон. Сите 4 години на својот мандат Каљес водеше крвава војна против војската на фанатичните католички бунтовници Кристероси, кои станаа против антиклерикалната политика на новиот режим. Револуцијата ја симна црквата од престолот на најмоќен големопоседник и го одзеде монополот во народното образование. Жртва на католичките бунтовници беше и самиот Обрегон, кој е убиен во 1928 на еден банкет пред да стигне повтор пат да ја преземе власта. Во текот на следните 6 години на функцијата председател се сменија 3 Каљесови луѓе, но ниеден не беше во состојба да ги спречи судирите и да и го донесе на земјата толку потребниот мир. Дури со доаѓањето на власт на генералот Лазар Карденас во 1934 е преземен поширок процес за општествени и економски реформи. Со многу повеќе смелост и решителност од своите претходници, Карденас целокупната политика ја сврти кон најшироката народна база, која револуцијата ја изнесе на своите плеќи. Револуцијата навистина одамна заврши, но дури Карденас го исполни нејзиниот долг кон селските маси. Во текот на 6 години од неговото владење, ефикасно е забрзана аграрната реформа и се поделени 18 милиони хектари земја. Некогашните пеони од полињата на асјендадосите, победници во многу битки под знамето на Вилја и Запата, поразени заедно со своите легендарни водачи, доживеа конечно остварување на своите идеали за општествена праведност истакнати во нивниот борбен извик земја и слобода. Со тоа конечно е остварена и општествената равнотежа прокламирана со Уставот од 1917, селаните добија земја, работниците право на организирање и прогресивно социјално законодавство, буржуазијата доби слободна стопанска иницијатива и граѓански демократски систем, а прогресивната левица национализација на основните природни богатства на земјата. Масовната поделба на земјата доведе до создавање нова класа на ситни земјопоседници, што услови значително проширување на внатрешниот пазар и му даде голем поттик на развитокот на националната индустрија. Првата и единствена буржуаска револуција на почвата на Латинска Америка започна така да донесува плодови за сите групи и тенденции кои учествуваа во неа. Годините минуваа, а со нив избледуваа ликовите на многу големи протагонисти од револуционерната епопеја. Сега се спомените на амбициозни генерали, и 3 политичари и многубројни председатели кои ретко умираа од природна смрт. Двајца неуки селани кои на јуриш и во седло се вмешаа во политиката, останаа во легендите и народните преданија како символи и синоними на револуцијата. Времето ги избриша сеќавањата на многу победници, но сенките на двајцата поразени израснаа во митски фигури и станаа дел од народниот дух. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar.
si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si